Во студиото на Здраво Македонија, подива часот се дружиме со Орце Ѓорѓиевски, градоначалник на град Скопје, Ана Зафирова, новинарка и поранешна ТВ водителка, и пеачката Полина Тасева. Останете со нас до 11 часот. Часот и 11 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и се разбира голем поздрав и за оние кои што не следат уште од 6:45 па се до сега. И верувам дека ќе го проследите разговорот кој што ни следува во продолжение со нашите денешни гости. Верувам дека ќе имаме убави разговори, ќе одговориме на сето она кое што вам ве интересира. Се разбира, градоначалникот на град Скопје не е тука, но ќе имаме интересни разговори со другите две гостинки. Најпрво да ја посакам топло добро дојде и на Милена, која што во утро со мене. Милена, добро утро. Добро утро за тебе, за нашите гледачи, за нашите гости и убаво што спомена и веќе всушност видува во самиот форшман кои се нашите денешни гости. Доколку некој од нашите гледачи има некакво прашање, може да ни пише и на фан страната на Facebook Утринска Здраво Македонија. Ние сме тука, ќе гледаме, ако има некое прашање кое што е навистина добро, конструктивно, ќе го поставиме и во текот на емисијата. Да, имаме и ние доста прашања, нема да ни сте наут од гледачите ако не ги поставиме сите кои што ќе ни стигнат на нашата фан страна. Верувам дека ќе биде хаос, бидејќи имавме едно такво искуство со еден друг градоначалник, но како и да им посакам уште еднаш добре дојде на гостите. Веднаш до мене Полина Тасева, пеачката, која што има навистина убав повод што ни утре во студиото. Полина, добро утро. Добро утро и од мене, до сите гледачи и благодарам за поканата, баш ми значи. Одамна не сум била искрена во вашава емисија, сигурно една година има. Па еднаш годишно гледаме да дојдете. Ако убаво тоа. Да, имаш нова песна, имаш многу настапи, трето место освои на голем интернационален музички натпревар во Азија минатото лето и навистина имаш убав повод заради кој што си ова утро со нас. Орце Ѓорѓиевски, како што кажавме, во средина Ново женско друштво, добро утро. Добро утро, благодарам на вашата покана, поздрав до сите ваши гледачи. Како сте, господине градоначалник? Добро, утренски. Утренски имаше гужва по пат или? Па имаш, да, ама ја решаваме, колеги. Ја решавате. Почна готово човекот, добро. Примете. Мислам дека си пречувствуваш дека тоа ќе биде првото прашање или Па и логички, нели? Пред гледачите. Да. Нели овој пат пред гледачите? Апсолутно, ја знаете дека за разлика од многу други политичари сум поотворен, секогаш сум објективен во излагањата и кога постои проблем не кријам да го соопштам проблемот и да го споделам. Кога станува збор за гужвата е проблем кој што Скопје го живее години наназад, особено последниве 15 години, но работиме систематски на решавање на тој проблем преку нови крстосници кои што ги правиме, нови проекти кои што ги правиме, Лимак, тој милен проект, морам да го споменам, секаде го споменувам. Да. По сите студии 33% ќе влијае во намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, така да не молчиме на темава, туку се радувам да е така навистина. Со Милена се загриживме дека ќе за доцните, односно се израдувавме дека првото прашање ќе биде зошто доцните, да не е гужва случајно и Скопје дојдовте на време. Само ти посакаме добри деди на Ана Зафирова, врти случај некако се договоривме да дојдете. Добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи кои што во моментов не следат. Секогаш ми убава Канал 5 не затоа што само сум била дел од оваа екипа која што тука работи, туку пријатна атмосферата која што вие и ја пренесувате преку гледачите секоја утро. Да, и благодариме што се одзвавте на нашата покана. Верувам дека камерите ви недостасуваат. Новинарството секако е се уште дел од вашето секојдневие и ако е посилно од вас да поставите прашања, повелете слободно. Да, мислам дека имаме тука седнете сте во триаголник, само да знаете. Така, немам проблем. Јас балансирам малку. Затоа е некако стигнат градоначалникот, не знае со што ќе почнеме. Кај Милена се потешките прашања во утро, мора да признам. Да. Како заменик уредник. Се шегуваме секако, тешки прашања нема за оној кој што си ја работи работата како што треба. Вие велите дека го правите тоа и некои од нашите гледачи кога имаме теми поврзани со Скопје кажуваат нели како стојат работите. Она што најмногу не интересира меѓу другото е со што ќе се случува со јавниот превоз. Автобусите, тема која што долго време ја зборуваме и знаеме колку се важни. Ако некогаш луѓето практикувале многу повеќе да се возат години наназад, ни дека не сакаат луѓето, немаат можност од одредени причини. До каде сме со Апсолутно, ние треба на граѓаните да им дадеме алтернатива зашто помалку да ги користат сопствените возила. Во таа насока веќе е распишена тендерската постапка од страна на владата преку Министерството за транспорт и врски за обезбедување на 100 автобуси, иако првенствено се планираше 80 да бидат, сепак се одлучија за
пакетот да биде 100 за градот Скопје и 50 автобуси за внатрешност, односно за останатите градови во Република Македонија и општини. Дополнително, оној проект кој што во минатото често пати мојата политичка партија го критикуваше, тоа е БРТ проектот. Јас сум таков во политиката и сметам она што е добро, дури и да има недостатоци, треба да го надградиме, да го доусовршиме и да го ставиме во функција. Го откочивме и тој процес во преговори со ЕБОР, оние кои што го даваат заемот практично, и сметам дека и тоа ќе биде одлична алтернатива за градскиот превоз. Дополнително, она што недостасуваше, а јас сум го истакнал во јавноста во минатото, е дополнителни 2 траси. Едната е до Драчево, другата е до Радишани, бидејќи сега со првата фаза го опфаќаме потегот од Ѓорче до последна петка во Ново Лисиче, и преку тој проект ние ќе обезбедиме најмалку 40 нови автобуси за градот Скопје. Сметам дека со 140 нови еколошки автобуси, од кои што најголем дел би требало да стигнат до крајот на оваа календарска година, тоа ќе биде преку повикот од владата. Ние некаде до крајот на јуни ќе ја започнеме тендерската постапка за БРТ системот, ќе понудиме вистинска алтернатива за граѓаните, односно можност навремено и известно да можат да движат до своите работни места, не знам, било каде од точка А до точка Б. Дополнително, од страна на Министерството за транспорт и врски, ние логистички помагаме. Започнат е процесот за градска пруга или градски воз. Тоа е потегот од Зелениково практично, кој што во прва фаза се прави до железничка станица во центара, подоцна треба исто така да продолжи во Ѓорче Петров. Имаме динамични состаноци со Министерството за транспорт и врски, разгледувајќи ги сите можности да направиме бајпас линии од населените места кои што ќе бидат алтернатива, исто така дополнително да граѓаните можат да го користат и возот. Тоа беше искрено. Тоа би било супер. Тоа беше искрено моја идеја, Милена, земајќи во предвид дека јас живеам од мои 22 години во Расаник, но претходно живеев во Драчево. Често пати како средношколец, па и дури кога почнав да студирам на правниот факултет, често пати сум го користел возот. За 7 минути и неколку секунди се стига до центарот на градот. Брзо е, еколошко е и на крајот на денот имаш известност во движењето, односно во патувањето. Така да и таа опција кога ќе се земе во предвид, мислам дека граѓаните од крајот на годината веќе ќе почнат да ги чувствуваат промените и можностите кои што градот ќе ги понуди. Прекрасни вести уште на почетокот. Дај Боже да биде така, мислам дека ќе биде сите одлични. Имам притисок и оправдан е притисокот, затоа што и граѓаните имаат високи очекувања, земајќи во предвид дека малку поголема е динамиката за разлика од изминатиот период како се водеше градот од страна на градската управа во тоа време, пред мене говорам. Јас сум 100 дена градоначалник и апсолутно е невозможно се да решиме преку ноќ, но верувате дека даваме се од себе и вие гледате дека имаме сериозни процеси кои што ги откочивме, ги започнавме да ги движиме, дали тоа станува збор за поврзано со градскиот транспорт, дали е со функционалноста на комунална хигиена, и земам во предвид моментот дека јас се уште располагам со истите ресурси кои што ги наследев. Јас за овие студена се уште не ми стигнале автобусите за градот, или пак не ми стигнале новите камиони за комунална хигиена, но сме поефикасни. Дали сме совршени во действувањето? Не сме. И тука морам честно да кажам пред граѓаните дека таква е фактичката состојба. Но јас наследив во комунална хигиена 16 камиони, денес имаме 57 функционални. Тоа се камиони кои што се поправени, но кога ќе биде добро, ќе биде до крајот на јуни, кога ќе стигнат уште 40 нови камиони за обслужување на градот. Така што работиме динамично и мислам дека ефектите ќе се почувствуваат до крајот на годината како што треба. Ќе видиме, тука сме ние, ќе следиме секако се. Ќе дадете отчет секако повторно. Апсолутно. Да. Ова емисија, барем добар дел од емисијата ќе ја посветиме на градот, затоа и Јана меѓу другото ова утро со нас. Врти случај тоа ти е Скопје, емисијата која што некако остави најголем печат на вашата кариера, па затоа сакам да ве прашам во периодот кога работевте емисијата посветена на скопските приказни, какво беше Скопје тогаш, а какво е денес? Имаме време. Вака сега, ќе се надоврзам првенствено одговорот на градоначалникот, затоа што тоа ќе ја даде сликата на тоа каква беше Скопје некогаш. Скопје е проектиран да биде светски град. И како таков, на градоначалникот му е познат и пругата, и инфраструктурно сето она што е направено, и како е поделен градот врз основа на индустријските зони, и како постоеше Скопски сајм кој гравитираше кон источната порта на Скопје, која што е индустријска зона, значи распоредот на Скопје постземјотресно
е градено за да биде еден од градовите во кои што вреди да се дојде. И благодарение на тоа и на тие артефакти, јас сакам да ги именувам, бруталистичката архитектура, се уште имаме тука во градот туристи кои што доаѓаат тоа да го видат. Во тоа време, ќе сакам да го цитирам Живко Поповски, кандидатот за градоначалник, инаку професор на архитектонскиот факултет, кој што велеше дека Скопје ќе биде соодветен град доколку ги зачува слободните простори. И во тој период Скопје имаше слободни простори и дишеше налик град кој што е налик на град кој што е планиран во него да има хуманистичко живење. Она што го живееме денес како Скопје, најмалку наликува на хумано живење. И сега ако се надоврзам на цитатите, има еден професор актуелен на Слободан Велковски на архитектонскиот факултет кој што има во едно интервју ми даде еден цитат кој што стварно ми го отсликува менталниот развој на Скопје. Вика, во Скопје сега не вирее биосвет, а во Скопје сега вирее пробисвет. И она што денеска му се случува на градот, идентитетот на градот во моментот е токму таков. Јас работев в телевизиска емисија која што траеше 6 години, беше надоврзување на некогашната скопска хроника која што постоеше на МТВ и таа телевизиска емисија го отсликуваше начинот на кој што живее овој град. Во тој период кога јас ја работев, значи тоа е некаде до 2008 година. Да, паметам. Не, извинете, до 2007. 2007 заминав за Америка. Значи, градот ги имаше тие карактеристики. Сум испратила многу градоначалници, сум дочекала и сум испратила неколку градоначалници во својата кариера. Да. И она што, да речеме, ми е многу позитивен сигнал во однос на еве овие први 100 ден на градоначалникот е откочување на проектот кој што беше почнат од градоначалникот Петре Шилегов. И мислам дека град може само да градоначалник и град може само да се докажат и покажат во 2 мандата, не во еден. И доколку се до тоа што е планирано да се направи, има некаков континуитет. Особено во однос на ова што е превземено за транспорт, најавува таков некаков континуитет и нагласува дека не почнува се од градоначалникот Торце, ниту пак почнува телевизијата или скопската хроника од Ана, туку во минатото луѓе оставиле сериозна трага и пак ја споменам, овој град е планиран да биде светски град, а се развива, ќе бидам груба, ама се надам дека нема да ме разберете погрешно, се развива провинциски. И мислам дека можеби сега е веќе точката на вриење кога можат нештата или да се откочат од позицијата каде што се наоѓаат или се тоа да отиде во неповрат. На некој начин само да остане убаво сеќавање за тоа што имало шанса тука да постои. Се надам дека на Скопје ни ќе им понудиме убаво Скопје, односно тоа го прави токму и градоначалникот и дека ќе се врати духот на градот и сето она кое што вие сте го живееле во вашето детство. Нешто подоцна ќе се навратиме на тоа, ќе продолжиме со Полина, која што има нова песна, како што споменав и претходно, се вика Феномен, но еден дел од песната вели: брзо лета време, градот е со мене, во него се крие. Пак тука градот се споменува. Да, се скрив. За каков феномен пееш? Исто така јас морам да кажам дека си го сакам Скопје како град. Тука сум порасната и баш тие денови кога учев во музичкото училиште, со години го поминував тој камени мост и го имав почувствувано целиот тој момент на како се развива градот и од каде до каде се движеле работите и нештата и како луѓето го живееле тоа. Да. Да, песната има таков текст што се споменува како за една личност која што сака да се одвои од толпата на некаков начин и каде што го наоѓа својата скривница и на некој начин своето засолниште го наоѓа во градот некаде доле, каде што си има некое свое место. Да. Во тој контекст таа реченица и каде што тој феномен се одвојува едноставно со тек на времето и си го наоѓа своето место. Интересно е што во оваа песна се појаваш како текстописец. Не знам дали прв пат се појаваш во и друг пат ми се случувало во моите други песни. Значи си доста инспирирана. Секако да, заедно со Иван Костадинов што ја напиша песната, заедно сме вклучени во текстот како текстописци 20. Можеме да е интересен многу. Само што сакам да споменам, да. Нешто необично, има дел од спотот некаде високо се качено, ако не се лажам, каде се тие кадри снимени, мене ми изгледаше опасно. Опасно беше, но кај мене не знам, тоа чувство на опасност не се појавува кога сакам нешто да направам
што ме исполнува и што знам дека ќе биде добро, тоа е на Железничка горе. Така. Да. Таа е доста искористена локација за снимање. Да, ама сте фатиле некој кадар кој што ете во моментот не ми дојде Да, веднаш моментот може познат, да така не, што да. Многу ми има беше уште што желба. да се црпи од таму, да. Многу ми беше желба и така кога го гледавме просторот пред да снимаме, сакав да се искачам горе и да се долови. Да запееш таму. Тоа место таму доле, уствари всушност доаѓа горе малце во тој кадар, ама интересно, ризично, но интересно, да. Кога сме веќе кај феномен, интересно да се сподели и соработката со Бојан Ковски во спотот која што имаш. Сподели ли малку повеќе за тоа како дојде до идеја него да го Да, вклучиш во идејата целата приказка? всушност не беше моја, беше на костимографот Андреј Папас. Аха, на Папас, Тој секогаш има интересни идеи кои што јас како негова пријателка и колешка некако взаемно се инспирираме и му верувам и сакам да ги исполнам тие негови замисли што ги има во врска со мене. Нели секој артист е инспиративен на свој начин. Така што поздрав и до него, секогаш сака да ме изненади со нешто поразлично од претходно што сме правили. Супер. Така што Бојан Ковски како прекрасен уметник ја споменам уште еднаш, освен што знае да слика на платно, знае тоа многу добро да го долови на тело со таа техника што ја црта на тело, да не се збуни Така, гледачите. така. Да. Буквално. Црта на тело, така што во уникатен. нашава замисла беше феноменот да го направи уметникот, всушност, и он го креира уметникот преку мене. Го црта феноменот на моето тело. Така што идејата беше за како да го доловиме феноменот во јавноста. И да слушнеме некои убави работи и позитивни работи Да. кои што се случуваат кај нас. Господине Ѓоргиевски, и во времето кога нели бевте кандидат за градоначалник на Скопје, изминативе години постојано еден од најголемите проблеми беше ѓубрето. И вие многу голем фокус ставивте на тоа нормално, затоа што и самите гледавте, но и сите ние гледавме дека тонеме во ѓубре. До каде сме со таа приказна, ќе речем? Па споменав во првиот дел од моето излагање, сега мислам дека состојбите денес се далеку подобри од состојбата која што беше пред 3 Имате ли поплаки, месеци? повеќе Се уште имаме доаѓаат? пропусти. Зашто? Затоа што јас наследив 16 камиони функционални во комунална хигиена, сега моментално, како што кажав, се 57 функционални. Чекаме да стигнат 40 нови кои што треба градот да ги обезбеди и веќе постапката е во завршна фаза во тој дел, но се случува честопати дел од тие 57 да се расипат, затоа што генерално станува збор за стара механизација, па имаме потфрлања на одредени места, но најчесто се изолирани случаи, даваат се од себе. Службите таму отстранивме од работа некаде околу 500 луѓе, а состојбите се подобри, што значи дека можело и со помалку ресурси, трошење да се сработи работата подобро и, како што кажав, ефектот ќе се види од моментот кога ќе стигне новата механизација целосно. Во делот на јавната чистота, тука мора да поработиме и на свеста на граѓаните. Едно е нашата активност, но друго е и свеста на граѓаните. Ние работиме и на депонијата Вардариште со чистење на површинскиот отпад. Јас често пати во предизборијата бев критикуван на поединци, ето па може да речем и дел од стручната јавност, дека нема шанси да се чисти тој простор и дека не може парк да никне таму. Ја покажуваме дека може и таму промени да се направат. Површинскиот отпад се чисти, од јуни месец ќе започнеме со одгасување. По одгасувањето целосно ќе ги чистиме согласно физибилити студијата и долните слоеви. Практично сето она што е предизвикано од човечка рака, човечки фактор, како проблем, нема начин и изговор да не го решиме. И ќе го решиме. Во Карпош ќе го доградиме паркот во наредниот период, во близина на мостот Љубљанска, кој што го работиме. Нов мегапарк градиме во Бутел, Кејот, ќе се обновуваат патеката за трчање, за спортување, за пешаци. Многу луѓе се израдуваат за тоа на социјалните мрежи. Години назад го бараат тоа граѓаните. Делови биле опфатени во минатото, ние сакаме 7,5 километри да ги средиме, односно целиот потек. Дополнително и речното корито сакаме целосно да го чистиме од Карпош па до последна петка во Лисича, каде што практично Кејот постои во
во форма како што е направен во минатото, а еден од поголемите предизвици кој станува збор за кеот ќе не биде поврзување на последна петка со Долно Листиче. Така ќе понудиме кога зборевме за транспортот и нова алтернатива за велосипедистите и луѓето кои што сакаат велосипедот да го користат како превозно средство. Немаме изговор веќе да не спортуваме и да не возиме велосипед. Така да имаме активности таму наредниот период доста. Да потпрашам Само што се кажам, Ана не може да издржи. И врбите? Искрено, па врбите една има која што е Жива? што личи на врба, да. И што ете кога го чистевме оние мини острови кои што беа, ако ви текнува до пред 3 месеци од насобрани талози, ѓубре и се останато, го изчистивме потегот околу и сметам дека тоа што е направено во минатото, ако постои можност да го дооплемениме, треба да го ставиме. Една од галиите во катастрофално лоша состојба, таа е галијата кај Holiday Inn. Сме во судска постапка за истата и мојата цел ќе биде да ја отстранам таа галија. А другите две веќе функционираат, имаат концесиски договори. Практично двете имаат концесиски договор, но едната функционира, која што е централно. Другата има концесиски договор, но не функционира. Раскинувањето на тие концесиски договори во моментов може да го Чини многу скапо. Многу скапо градот. Значи, кога зборам скапо, говорам за сума од најмногу 1 милион евра. Јасно ми е. Да, и се треба да размислуваме во насока што ние можеме да направиме со тие средства за градот, отколку ете условно кажано да водиме юнајат со поединци. И затоа јас велам известна е постапувањето кај Holiday на првата изгорена која што имаше. Јасно е за кое, да. И таму сум категоричен дека треба таа да се отстрани. Вие може би изминатиот период видовте дека и наспроти Holiday оние гради слики на тобака, бурекджилници и се останато што беше еден практично голем хаос таму е отстранет. Еден објект има уште што се води судска постапка. Така што мојата цел ќе биде на долг рок тој дел целосно да биде обезбеден и чист за граѓаните да може да го користат за рекреација, да нормално да функционира и при тоа да немаме појави од типот казина кој што се планира во самите галии кој што изгоре и се останат. Да. Добро, окей, чекаме. Ана, ќе продолжиме со вас. Веројатно гледачите се прашуваат каде сте и што правите денес и колку ви недостасуваат тие екраните, зошто се повлековте? Ама не сум повлечена, тоа е многу интересен впечаток од причина што јас активно ја работам мојата работа. Така. И во февруари месец направив 30 години како се бавам јас со медиумска работа, затоа што мојата кариера ја почнав на 16 години во македонската телевизија во таа време. Срамота е да кажем дека така немам ни 30 години. Да. Секоја чест, навистина. Така што, леле. Јас памтам, да. Така што јас се уште работам како фриленсер и работам за редакцијата на Deutsche Welle на македонски јазик. Меѓутоа работам и со Институтот за комуникацијски студии многу интензивно. Бев дел од тимот на IREX програмата која што ја спроведуваше медиумската писменост во нашата земја. Това беше проект кој што го спроведуваше Македонскиот институт за медиуми и Институтот за комуникацијски студии. Така што јас сум во постојана тесна поврзаност со професијата, да. И јас ја работам мојата професија, можеби тоа не е толку видливо на екраните, да. Затоа велам зашто се повлековте од ТВ екраните, не од новинарството. А од ТВ екраните, па не знам. Сплетна околности, веројатно. Не знам, искрено бидам секогаш ми е пријатно да сум во било која телевизија како гостинка, меѓутоа не сум имала конкретна понуда. Може би заменувањето во Америка, рековте? Да, меѓутоа по тоа моја заменување, значи во Америка ја добив стипендија на американската влада тогаш, како последица на Врти случај тоа тие Скопје, како единствена новинарка која што не се бавеше со политика, туку се бавеше со инфотеймент, да. И ја добив таа стипендија кога се вратив повторно работев како фриленсер 2-3 години на телевизиски проекти и иако потоа 3 години бев, ако треба хронолошки да ја гледам мојата кариера, 3 години бев главен и одговорен уредник на магазинот Теа Модерна. И потоа на некој начин, од кога веќе ми се роди моето прво дете, не сум толку изложена пред камерите, меѓутоа јас исклучително си ја сакам мојата професија, мојата професија ми е начин на кој што јас живеам. Да. И се обидувам доследно секогаш во се што правам буквално да бидам на некој начин
да ја будам јавната свест по одредени теми, да го штитам јавниот интерес. Па независно тоа дали се обраќам на моите канали на социјалните медиуми, или пак тоа го имам, или го имам тоа како можност вака како денеска тука во оваа емисија, па ќе го потпрашам нешто градоначалникот или Полина во улога на Улесно е таа страна, верувам да се потпраша нивата одговор. Ти споменавте теа модерна, ме навративте и мене на едно убаво време. Дури јас го фатив. Дури ете. Не знам, навистина многу убави работи имаше во Скопје кои што недостасуваат. Преска Полина го спомена камениот мост, уште не е тој нели тука, но ете како било кога си одела во средно училиште. Па господине Георгиевски, сакам вас да ве прашам, што е она што вас најмногу ви се допаѓа во Скопје? Или можеби ви недостасува, или ве прави тажен што гледате дека не е како што било порано? Неколку локации. Добро, мислам социјалниот живот не е во денешно време како што беше кога ние бевме помлади, условно кажано. Не, така е. Комуникацијата меѓучовечка не е на ниво на кое што беше во минатото. Дали тоа побрзиот живот или градот си го прави своето, но луѓето некако како да се оддалечуваат. Со туѓи. Со туѓи едни од други. И тоа е она што вака ми пречи. Искрено, ние живееме во стамбени единици во кои што половина станарите не се познаваме меѓусебно. Или се одбегнуваме. Да. Не здраво, не или За жал, мислам, нема врска. Не мора да го делите, нема да го делите. Други времења кога ете имаше социјален живот на едно повисоко ниво и многу подобра комуникација меѓу граѓаните, малку посурови како луѓе стануваме и тоа е она што ми пречи реално. И ако можам да влијам, ќе влијам во наредниот период преку позицијата која што имам на враќањето на малскиот живот и комуникацијата на повисоко ниво со граѓаните. Јас видов пред извесен период еден добар предлог има Мелем се вика Сдруженијето да, сдружение. Мислам дека сме снимале цеца, да. Предлог за диско со ролери, нешто што немало во градот Скопје, ги повикав кај мене и им дадов можност да го изработат проектот и да го направиме тоа во дом за градежници. Таму отворивме младенски хаб кој што го користат невладените организации. Мислам дека ова ќе биде интересно. Колосеум веќе не постои. Колосеум кај што стреше. Да, на местото на Колосеум да нема толку бука како што имаше во минатото, да. Едно диско да направиме градско кое што ќе можат младите да преку тоа да се врзат и да имаат еден начин на комуникација. Има во Скопје многу места кои што ми се драги. И кај сакате да јадете, пример, не знам, чорба, да пиете кафе, да јадете кебапчиња, не знам. Ми замеруваат луѓето и од тимот, јас во кафеа ни одам на некоја прослава. И се погоди обично кога ќе излезам еднаш со сопругата во кафеана. И готово веќе. Да ме сликне некој да го сподели тоа, но тоа е. А многу често идам на кафе во неколку локали пијам неделно. Не знам, од Дион, обично по сите насови вртам крупче. Добро, да видите каква е атмосфера сега. Каде да ве најдат, па е што зборувате. Сега во Дион ќе биде вака. Да, во интермецо знам да отидам во центар, не многу често, но знаеме како тим да излеземе некој од на колегиум. Од викендите, да, буквално. Добро, и вие сте луѓе, вие сакате да излезете нормално. На водно често пати одиме, ја користиме жичарата со синот, тој е 8,5 годишен. Така да има многу места кои што ми се драги убави. Во зоолошка градина често пати одиме, не сега од кога сум градоначалник, само туку практично и да не постои, не знам, во месецот еден викенд да не отидеме таму. Сега работиме и на осовременување на просторот внатре и нови живеалишта, градење и новите, односно постоечките ги реконструираме во зоолошка, нова директорка таму, да. Така да има многу места кои што се убави во градот Скопје, кои што нудат можност од една страна човекот да си најде мир, има убаво место, не знам дали го знаете, Пеленица се вика, во близина во Драчево, таму има еден манастир и често пати знам и сам да отидам таму да. Браво. Да. Не го знам, но може да го посетиме. Јас таму Свети Спас кај отец Оливер кога сме оделе, тоа го познавам, да. Ама еве уште едно. Пеленица после практично бензинската пумпа на влезот на Драчево, десната страна има пат кој што го реконструирав јас додека бев градоначалник, некаде околу 2 километри оддалечено и навистина преубаво место, мирно е, блиско е до центарот на градот, неколку километри, така да. Да, недостасуваат такви места. Јас навечер имам пракса. Обично го заспивам синот, тоа ни е договорот. Откако да ќе заспиеме заедно,
често пати знам да седнам во кола, дали со некој од моите соработници, дали сам да свртам едно крукче низ. Скопје во кисела вода ми беше полесно. Затоа што да, имате само една територија. општина, сега цел град. Да отидете од Драчево до Ѓорче малце подалеку, но имам пракса да проверувам до кај ми се проектите, како се работат, која е динамиката. И тоа е начин да видите дали некој од вашите соработници знае да ви излажи и да ви даде погрешна информација. Па да, и Така тоа да, и може тоа да е- се случи, да, за жал, понекогаш се се случувало, случува, да. Носталгично кога се навраќаме на некои работи кои што порано ги имало во Скопје, тука и ноќниот живот за кој што верувам Полина ќе се согласи дека многу и недостасува и дека навистина во да. Скопје, особено со ограничени местата каде што може вие да настапувате и да го промовирате сето на кое што го работите. Слободно споделени ги твоите чувства, потоа ќе го прашаме Првично кога градоначалникот. зборуваше градоначалникот ми текна на оние места што сме излегувале порано. Јас секогаш велам го фатив она време дека сум 93-та, значи кога сме биле помлади средно, кога имаше повеќе дискотеки, поголем избор на места, било какви локали, ноќни клубови, дискотеки, кај што застануваш на плоштад и вака гледаш лево десно, имаш избор каде да Знаеш каде одиш. попрво. Кога имаш 5 места на исто место каде што можеш да ги посетиш, или во иста вечер на повеќе места да отидеш, а сега затоа што е поразлично малце и ќе отстанеме на едно место негде и после етапа е зашто нема атмосфера, нема Ви ги струши луѓе. градоначалникот диската се. Повелете градоначалникот, вистина ме интересира што ќе се Мене ми случи, нема фали каде да Кастро. излеземе. Еве искрено, Леле, да, од железничката. многу Таму локали ги излегував. нема веќе, И за Колосеум кога Дечки, беше не на може времето. емисијава да звучи носталгично и дека И јас сум малку носталгична. Ќе кажа каде ќе се отворат. Јас со ништо од тоа што кажете не се согласувам. Ако добро, ворите да имаш спротивно мислење? Апсолутно, затоа што мислам дека ако Скопје поземјотресот имал иднина, не може од позиција во 21 век каде што имаме толку услови за развој и каде што може да се наперуваат различни ставови и мислења, ние да тагуваме носталгично кон нешто што веќе не постои. Па добро, Така секој што време си носи нешто своево, да ние речеме тогаш дека може да тогаш- тагуваме само по нашата младост која што останала некаде затворена во некој временски период кога смеле некаква поинаква енергија, смеле повеќе слободно време, можеле да имаме такви социјални Помлади. контакти какви што Но апсолутно сме имале. бидејќи градоначалникот зборуваше Така што- за социјализација, за Да, како да, тоа да. да се зближиме едни со други, мислам дека излегувањето е еден дел Точно. од тоа. Само не знам колку имаме време, мислам дека немаме, тама имате После време да реклами. спремите одговорот. Одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме во студиото.